Неговата тетка, како вели самиот, го осветлува не само Скопје, туку и Македонија, Балканот, Европа и светот. Во Златарската уличка, во градскиот трговски центар, со насмевка не пречека внукот на мајка Тереза. Желен да ни раскаже многу приказни, многу вистини врзани за неа. Од една страна, чувствувам огромна чест и одговорност, а од друга страна се чувствувам толку ситен и беззначаен во однос на големите дела што ги направи мојата тетка, ке ви рече Алојз Гомбар. Чест ми е што сум внук на мајка Тереза, гор сум, но и обврската е многу поголема. Да пратиш една мајка Тереза, една сега светица, една жена хуманитарка, една жена која цел свет ја знае, една жена која нема на планетава што не чул за мајка Тереза. Таква жена што влага во срцето на сиромасите. И она е символ на љубовта на сиромасите. Така да биде во Калкута по улиците да ги собира сиромашните, болните, лепрозните и да влезе во гетото на губавците, а да искочи после тоа проверувањето на незе ништо да не се означи. Тоа е знак, Божи знак била и во живот за нас, дома била као светица. Тринаесет години беше блажена. После 13 години еве дојде денот и среќата да добиеме првата светица на Балканот, светица на Европа, светица на светот, да го осветли Скопје, да ни даде мир, благослов на сите во Македонија. Ако тргнеме многу одамна, ќе кажеме дека ако не тргнала по оној својот пат, нели, кој што и го редел животот некако, ќе имала живот во кој што ќе имала се што е потребно или се што му треба на еден човек, да речеме да е среќен, но таа била среќна на свој начин. Може ли да ни кажете дел од приказната? Значи, потекнува од едно навистина богато семејство и по својот татко и по својата мајка. И по татко и по мајка биле не доста, него многу имучни. Мајката потекнува од Ново село кај Печ и татко и бил и мајка им велепоседници. Имале големо имање. Таткото на мајка Тереза е од Призрен, исто така од имучна фамилија, трговци биле од времето. Татко и на мајка Тереза тргува од Скопје до Александрија. Работи веćinom као што ние викаме као бакал, работи со сите работи. Работеле и со сребро, и со злато, и со илјачи, со лекови. Во тоа време се запознава со еден српски доктор кој во Скопје тогаш живее и стануваат компањони. И работат заедно, прават згради, купуваат имања, прават вили, во една од тие вили они живеат. Што е многу битно да се каже за таткото на мајка Тереза, дека е во Скопје бил многу прифатен затоа што бил као намесник, као да кажеме као во ново време као пратеник, така во тој случај во градот, имал големо поштовање. И една е многу битно да се каже за таткој, го прави првиот театар во Скопје, го гради собствено, со собствени средства он. Тоа пишува во некои книги кои биле. По одењето по работа во Белград се враќа, му се слошува
и пука дали чир или што било тоа, не знам, не јас, самите жолчката, да, и крварење и утре дента умира. На тој погреб се собираат толку луѓе, цел град Скопје доваѓа на гробишта. Воедно има запишано дека сите дуќанџии, златари и филиграмисти, сите дуќанџии ги затвориле дуќаните во знак на одет на почит на починатиот бојаџију. Многу души ја прашуваат која си, што си, како си, па си измислуваа приказки за незе, па едни вика вака, едни така, она. Она сакаше тоа да го пресече и едноставно ве молам понатака. Јас сум југословенка и тоа ќе биде. Јас зборам српско-хрватски. И до умирањето збореше српско-хрватски кога ќе дојдеше кај нас во Скопје. Мајка Тереза не била од себе, него било фамилиарно. Старите викаат крушката не паѓа подалеку од крушката. Они и дома кога биле многу имочни и правеле јадења за многу души. И сега еден ден, тоа приказката ни ја кажуваше, вистината уствари ни ја кажуваше мајка Тереза која беше дојдена одека, и ја прашувам мајка ми, мамо, зашто овие луѓе, викам, овие некои болни ли се, што се едно друго, доаѓаат тука секој втори ден, секој ден. Мајката не знаела што да друго, па рекла, керко, ова ни се некои далечни роднини. И покасно сватила дека тие не биле никакви роднини, дека биле сиромаси и она морала да им даде секој еден што ќе дошол во куќата на мајка Тереза. Никој не бил одбиен, секој бил подарен, секој бил нахранет, напиен и отиден до дома. Сега се наоѓаме во еден друг амбиент, исто така убав, како и оној таму, така? Таму има едно царство волшебно со илјадници спомени, но и овде има безброј спомени врзани повторно со вашата баба, нели, мајка Тереза. Ке ми кажете ли колку пати вие во животот всушност ја видовте мајката? Па јас 2 пати ја видов. Последниот пат кога дојде, тоа беше пред 50 на кусур години, беше почесен граѓанин на град Скопје, прогласена, и во чест нејзина во центарот пред куќата тука се посадија 3 бора кои ден денеска убаво стојат и го чуваат местото на куќата на мајка Тереза. Да. Бор всушност нели позборувавме и додека одевме тама да ги видиме, е дрво кое што обстојува во секакви услови, па години, има символика. Има символика и така она ги сакаше боровите. И за тоа и во нејзина чест се посадија тие борови таму и ден денеска растат. И ќе останат да растат. Да. Веројатно поминувате секогаш, секој ден. Па од тука кога поминувам, секогаш тука поминувам и се прекрстувам, тука ми е и патот во влагање во трговскиот центар. Да. Тоа е едниот аспект на тоа кога вториот пат ја видовте, но што е она, дали можете да ни опишете како изгледаше за вас, нели, како дечко, веројатно како изгледаше целата таа средба, сета таа средба, што тоа очекувавте веројатно вие како деца, што таа донесе со себе, што носеше како... Па ние како деца дојдовме кај вујко ми таму во станот, се собравме сите
И сега деца како деца трчаат по ходникот, тука чекаат и добивме едни кафеави карамелчиња, тие бомбончиња. Она беше толку едноставна жена со едни сандалчиња полускинати и едно торбиче од позади. Во торбичето имаше едни нови сандалчиња и тоа што имаше нешто интимната облека неизина, што и беше. И мене тоа како дете ми беше многу, кога видов дека така со едната веќе полускинато и викам Нона Марта, викам Нона Тереза и викам зашто викам овие сандали ги носите, а овие новите ги чуваме. И она ме поголи по глава и ми вика, внучко, вика, мојот пат е многу долг, ја треба уште многу да одам. И така искочи, и така е тоа сега. Сега знам зашто и веќе и ги носела тие и она. Толку била така, дека била толку скромна и целиот незин ред што е, малце е многу, како се вика, стронг, јак. Не можеше да се комуницира, да кажеме, да се јавуваме, да се јавува, да се она. Пишување писмо на година, дена, на две, она и беше толку зафатена, тоа беше толку она. Па и доаѓањето нејзино пред да дојде и беше и малце и болежлива она, па затоа и се плашеа по старите овие емисија дали ќе она. Али она толку обстои, толку беше храбра, толку беше горда на сама себе, дека сака само да ствара. Кога можеше толку незините успеси, ги кажува Нобеловата награда прво. Второ, колите, Ролс-Ройсовите што ги доби од папата, од принцезата Дајана, тие сите ги онувчи. И она најде сходно за сите да најде. За лепрозните посебно, за болните други посебно. Посебни домови, односно посебни живеалишта. Посебни све. Болници. Тоа е сиропиталишта. Болници, за другите имаше училишта, за старите, неподвижните, болните, као пензионерски домови. Во тој смисол, само за тие што се стварно сиромасни, што стварно немаат никого. Тоа беше за нејзе. Тоа беше втората средба, а првата средба? Првата средба беше многу кратко и дојдена беше за да види сестрата и мајката, но тогаш Енвероџа не и дозволи и затоа беше дојдена, само се поздравивме, дојде од црквата, ја зема од црквата, отиде тамо и после тоа отиде за Загреб и така. Спомнавте писма, кој тоа ги пишуваше? Сега вие сте биле веројатно млад, Па ја не сум ги читал тие писма, ја не ги знам, не ги ни памтам. Имаше она една тетка и која стално со нејзе комуницираше она. И на месец, два ќе и прати, тето јас сум добра, кажи им тето на сите дека сум добра, дека е ова, не се секирајте за мене, све е во ред и така во тој стил беа тие писмата напишани. Во Рим беше волшебно. За прв пат во животот се почувствував како крал. Не пречекуваат со коли, не возат низ Рим, не носат во хотелот, од хотелот не носат у Ватикан и така све беше во круг, толку убаво, толку зачарано, значи нема никогаш незаборавно да заборавам. Поготово тој аудиториум од 400.000 кој ги гледав од ложата надоле. Тоа е човек да се наежи, кој ќе види толку луѓе, толкава толпа на луѓе. Слушаш 300 јазици, од сите земји дојдени порано, сигурно по недела дена. Само да го доживеат тој денот, да се прошетаат во Рим, да видат канонизацијата, да го видат плоштадот Свети Петар, да се помолат за мир, затоа што мајка Тереза секојаш викаше: ако има мир, ќе има и све. Бидете спокојни, бидете добри.
едноставно викаше, просто кој ќе земеш еден камен, кој ќе го фрлиш во длабоко море, фрли го. Така да тоа долго трае, а да биде убаво. Тоа беа два крста, тоа се кучни крстови, кои се благословени во католичката црква и се секогаш кога ќе беше слава или нешто ќе беа изложени на масата со свеќа за благодарност, за добро, за лошо. Едниот крст беше кај нас, тоа е овој, другиот е кај мајка Тереза, која на заминување за Индија го зема со себе и го носеше до умирање во џебот. Ова. Споменавте, имате син и ќерка. Колку често со нив разговарате? Колку често треба да се раскаже? Колку сакаат тие да знаат? Колку сакаат да знаат сите пријатели? Што се ве прашуваат, а вие знаете и не знаете да одговорите? Па некогаш можда и сега и не знам нешто да им одговорам, но секогаш им одговарам со добро да знаат, затоа што секогаш родителите се најголеми кривци ако децата не се добри. Секогаш потекнува све од фамилијата. Ако е фамилијата добра, тогаш и децата ќе бидат добри. Така и во случајот со мајка Тереза. Тој татко и таа мајка биле благословени, толку добри луѓе биле и затоа потекнува и скочила таква и светица да стане. Тоа е, значи, за нив најголемиот подарок во животот што можело да го добијат. Може би за крај знаете некоја нејзина или која многу ви се допаѓа од тие нејзини реченици кои што ги изустила, од тие нејзини реченици во кои што има многу метафори и поуки? Па таа секогаш има многу. Јас не ги знам, сега више не ги памтам, али толку многу ги прочитали ги кажуваше. Значи можеме да пропатуваме низ Скопје и да забележиме и секогаш да се потсетиме дека постои добар човек и лош, а секогаш добриот се цени и секогаш добриот се споменува. И затоа спомените за мајка Тереза секогаш ќе останат вечно.